Вести на Канал 8, добро вечер. Се кројат плановите за приклучување на источниот регион кон гасоводниот систем во државата за период од 3 години. За сега подготовките се само на хартија, иако Центарот за развој на источниот регион велат дека не се откажуваат таа и практично да се реализира. Источниот плански регион не се откажува од гасификацијата. Советот на градоначалници донесе заклучок сите 11 општини од регионот да бидат опфатени со гасоводната мрежа, што се најавува дека ќе се гради во Македонија. Надежите од регионот ќе биде вклучен во гасификацијата, дополнително ги подгреало подпишувањето на договорот за користење на рускиот газ и најавите дека главниот цевковод ќе поминува кај Штип. Министерството за транспорт и врски веќе спроведе јавна објава, набавка за изработка на студија за дистрибуција за цела Македонија. Што значи и овој крај влегува во глобалните планови, со тоа што морам да кажам дека прв предвиден правец кој ќе се развива гасовод во Македонија е правецот Клечевце Штип. За сега сите активности по прашањето на едната гасификација во источниот регион се само подготвителни и на хартија, односно се сведуваат на почетно договарање и планирање. Ние како регион приоѓаме доста сериозно, знаеме дека тоа е еден од приоритетите и благодетите кои што треба да го почествуваат граѓаните на источниот плански регион и затоа веднаш приоѓаме кон изработка на студија која што понатаму ќе ги каже исто така чекорите кои што треба да ги преземеме и како регион и чекорите кои што треба секоја од општините да ги преземе со цел да им ги подобриме условите за живот на нашите сограѓани. Дел од општините во регионот веќе ги имаат направено првите подготвителни чекори во планирањето на гасификацијата, но поголем дел од нив се уште размислуваат за тоа. Штип како најголема општина има формирано јавно предпријатие. Ние согласно студијата која што ќе биде изработена ќе ги преземеме следните чекори. Целта на сите нас градоначалници, на сите општини и на регионот е колку е можно побрзо и поквалитетно да ги преземеме следните активности за успешна гасификација на целиот регион. Според првичните најави, главниот гасоводен цевковод до Штип треба да дојде најдосна до 2015 година. За развојот на мрежата во источниот регион пак е предвидено да се потрошат уште 5 години, односно гасификацијата на 11 општини да биде воведена до крајот на 2020-та. Представници од Швајцарската агенција за развој и соработка на средба со градоначалникот Дончев. Целта е евалуација на потребите за новата програма за поддршка во областа на демократското владење и децентрализацијата во Република Македонија. Во посета на општина Виница престојува представници од Швајцарската агенција за развој и соработка, кои остварија поединечни средби со градоначалникот Емил Дончев, како и со представници на двете најголеми партии во Советот на општината. Според најавите на SDC, целта на средбата е евалуација на потребите за новата програма за поддршка во областа на демократското владење и децентрализацијата во Република Македонија. Швајцарците не беа расположени за давање изјави. Во кабинетот на градоначалникот Дончев ја вршеа работата за која беа дојдени, спроведувајќи своевидно интервју на првиот човек на општината. Се интересираа колку локалната власт владее транспарентно, како и за колку и за какви теми се консултираат граѓаните при одредувањето на проектите за развој на општината и носењето на одлуките. Колку јавноста е вклучена во работата на Советот, односно колку има увид во дискусиите и одлучувањето, колку е запозната со решенијата за кои гласаат советниците. Ова не е прв проект на Швајцарската агенција за соработка и развој во општините од регионот и пошироко. Таа е главен финансиер на форумот на заедниците, преку кој граѓаните на непосреден начин одлучуваат за приоритетните проекти во нивната локална заедница. Граѓаните на Зрновци швајцарските пари ќе ги искористат за уредување на речното корито на река Морошка, проект што го изгласаа на форумската сесија што се одржа во Мородвис. Уредување на речното корито на Морошка река е проектот кој доби едногласна поддршка од граѓаните на втората и последна форумска сесија за води што се одржа во Мородвис. 10 работни групи гласаа за 3 важни проекти за жителите на Зрновци, Мородвис и Видовиште. Одлучуваа помеѓу проектот за уредување на речното корито на Морошка река, проект за кој се потребни околу 3 милиони денари.
Вториот, изградба на фекална канализација во село Мородвис, за кој се потребни околу 4 милиони и 400 илјади денари. И трет проект за кој гласа беше бетонирање на Морошка вада во село Зрновци, за кој се потребни 2,5 милиони денари. Најмногу бодови од присутните доби проектот за уредување на коритото на Морошка река, кој го сметаа за приоритетен со објаснување дека со негова реализација ќе се надминат долгогодишните проблеми, чести поплави и излевање на реката. Приоритет дадоа на уредување на речното корито на река Морошка, која се наоѓа во село Мородвис. Има можност да одлучуваат меѓу три проекти, меѓутоа тој го оценија како најприоритетен со оглед на фондот кој што го имаат на располагање и секако критериумите кои што беа за оценка на проектите. Станува збор за проекти кои што треба да бидат во рамки на речното корито на река Брегалница. Излегоа доста проблеми во оваа општина од аспект на водовод, канализација, значи регулирање на отпадни води, решавање некои проблеми со водоснабдување, иако релативно во оваа општина доста е средено тоа како прашање, меѓутоа повеќе беше од аспект на обнова на водоводна мрежа, регулирање на делови на отпадни води или системи за наводнување на земјани површини. Дел од нив се веќе во план од страна на општината и тоа го имаше како информација. Дел од нив се доста бараат поголеми средства финансиски и затоа граѓаните одлучија да овој проект биде тој кој што ќе се реализира. Проектот е дел од програмата План за управување со речниот слив на река Брегалница, финансирана од Швајцарскиот државен секретаријат за економски работи, кој во општина Зрновци инвестира 50.000 швајцарски франци, а 10.000 ги обезбедува општината, или приближно околу 3 милиони денари. Општината и официјално треба да го подготви проектот што го избраа граѓаните, да подготви техничка документација, да ја достави до проектната канцеларија и по негово одобрување следната година ќе се очекува имплементација на проектот. До крајот на наредната година граѓаните ќе имаат можност да уживаат во бенефитите на изгласаниот проект. Постар малолетник од Кочани силувал 8-годишно дете. Случајот е пријавен во полиција и против насилникот е поднесена кривична пријава. Нов случај на силување малолетник се случи пред неколку дена во Кочани. 15-годишниот УК во саботата околу 19 часот успел со измама да натера 8-годишно дете од соседството да излезе од дома, пошто заедно се упатиле кон местноста Полацки пат. Откако се оддалечили од последните куќи, постариот малолетник се нафрлил врз детето и извршил полов напад. Со закана да не кажува никому што се случило, УК на детето му дал и одредена сума пари. Кога се вратил од дома, тоа на своите најблиски воопшто не им спомнало за нападот. Сепак, по неколку дена стравот попуштил и им раскажало што му сторил неговиот повозрасен сосед. Случајот веднаш е пријавен во Кочанската полициска станица, од каде излегле на увид. По преземените истражни дејства и испитување на насилникот, против него е поднесена пријава за сторено кривично дело, полов напад врз малолетник кој не наполнил 14 години. Лекарите наскоро ќе можат да се осигураат од лекарска грешка во осигурителната компанија Триглав, одбрана од Лекарската комора на Македонија, каде ќе можат да покријат оштетено побарување од 250.000 евра во случај на судски спор со пациент или со негово семејство. Лекарската комора на Македонија, откако ќе склучи договор со осигурителната компанија која понудила најповолни услови за осигурување на лекарите од грешки, ќе можат да одберат дали ќе земат од поевтиното или од поскапото осигурување. Од голема важност е лекарите соодветно финансиски да бидат покриени при евентуален судски спор, бидејќи во случај да го изгубат спорот, јавната здравствена установа има право од нив да побара да ја надоместат финансиската штета. Може да се случи судот да одреди висока оштета за пациент или за негово семејство, а ретко кој од лекарите во јавните здравствени установи може сам да го покрие тоа. Согласно законските одредби, сумата одредена од судот ќе ја плати јавната здравствена установа која има право да побара од лекарот да ги врати тие пари. Затоа е битно да се почитува делот од Законот за здравствена заштита, со која се бара лекарите да бидат осигурани од лекарска грешка. Лекарите сами ќе изберат дали ќе земат осигурување од 50 евра годишно, со кое може да покријат 50.000 евра оштетно побарување, или 228 евра годишно осигурување, со кое ќе покријат 250.000 евра одштетно побарување.
Во Кочанската болница од лани до сега до комората нема стигнато официјално известување дека некој лекар е осуден за лекарска грешка. Во други здравствени установи стигнале барања за испитување лекарска грешка, главно по налог од Министерството за здравство. Општина Виница деновиве започна со градежни активности на мостот на Градечка река на излезот од градот кон село Градец. Мост кој е алка за сообраќајна комуникација на 20 на фамилии населени покрај реката. Мостот е со должина од 12 метри и ширина од 3 метри. Средствата во висина од 99 милиони 120 илјади денари се обезбедени од општинската каса, а како изведувач е фирмата Бау Инвестонт Виница. Интересна презентација на активностите на кои работеа изминатата година имаа младите волонтери на Црвен крст. Настанот се реализираше во Центарот за култура Бели Могри. ПХВ шоу Црвениот крст во акција промоција на хумани вредности е насловот на проектот на подмладокот на Кочанскиот огранок. На интересен мултимедијален начин во Центарот за култура Бели Могри тие ги презентира активностите на кои работеа изминатата година. Секоја година нашиот Црвен крст има за задача да организира некоја активност со која ќе ги промовира, која ќе промовира хуманоста на нашите граѓани пред се на нашите волонтери. Па затоа оваа година ние се представивме со ова шоу кој што на многу креативен начин го долови сето она што ние го сработивме во изминатата година. Подмладокот на Кочанскиот огранок на Црвен крст годинава спроведе бројни активности. Хуманитарна помош, симулација на вежби за денот на Црвениот крст, како и други информативно-едукативни содржини. Со низапланирани активности и детската градинка Павлина Велјанова се приклучува кон одбележување на неделата на детето, која во рамки на Светскиот ден на детето се одбележува во првата недела од октомври. Од понеделник, кога се планирани активности во клон 1, градинката кај автобуската станица, и клон 3, градинката кај Текешински лозја, започнува неделата на детето. Кочанската градинка интензивно се подготвува за нејзино одбележување. Понеделник од 9:30 часот сабајле ќе се одржат активностите во клон 1, тоа е градинката кај автобуската станица, каде што ќе творат децата на тема го оживуваме овошјето. Во 10 часот истиот ден на 7 исто така ќе се одржат активностите во клон 3, тоа е градинката Текешински лозја, како ја викаме, тамо творат на тема физичко воспитание. Во останатите клона во градинката кај Руен планирано е активностите да се реализираат во вторник, а децата од четвртиот клон во градинката кај Пазарот своите вештини во ликовната уметност ќе ги покажат во среда. Твориме на тема на овде математика, преку математичките игри децата творат, тоа се големата група, додека средната група, имаме две средни овде, те имат физички активности кои имат надпреварувачки карактер. Среда, тоа е веќе 9, ќе се одржат активностите во клон 4 кај Пазарот, таму имаме на тема ликовно воспитание, се работи со сите техники. Детската недела традиционално секоја година, почнувајќи од првиот понеделник од октомври, се одбележува во сите земји во светот. За време на манифестацијата во секоја детска установа се организираат културни, забавни, образовни, спортско-рекреативни активности од областа на екологијата и други активности посветени на децата. Привршуваат подготовките околу стартот на 5-тиот поред фестивал на хумор и сатира In Vinica Veritas. На програмата се предвидени театарски представи, работилници за карикатура и стендап комедии. Домот на културата Тошо Арсов од Виница привршува со подготовките околу стартот на 5-тиот поред фестивал на хумор и сатира In Vinica Veritas. Театарски представи од Македонија, Србија, Бугарија, работилници за карикатура со карикатуристите Миро Ѓоргиевски и со Александар Блатник. Стендап комедии се само дел од содржините на овогодишното издание на фестивалот.
Деновиве тричлено жири во состав Мица Јанкуловски, Александар Блатник од Србија и Панде Петровски ги разгледуваа карикатурите кои пристигнаа на конкурсот кој го распишува организаторот, а чија тема и овој пат е вино, љубов, антика. Жирито, чиј председател е Јанкуловски, изборот на најдобрите 3 во конкуренција од 100 ќе ги соопшти пред одржувањето на фестивалот, а наградите официјално ќе бидат врачани на свеченото отворање. Фестивалот и годинава е под покровителство на општина Виница и Министерството за култура, а деталите околу текот на сите активности ќе бидат соопштени на пресконференција следната недела. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Кочанско. Без струја в четврток, 3 октомври, ќе останат корисниците од село Мородвис во околината на местноста викана Старград. Прекините ќе бидат во периодот од 10 до 12 часот и 30 минути. В четврток во периодот од 9 до 13 часот и 30 минути без електрична енергија ќе останат дел од жителите на село Облешево. Утре без електрична енергија ќе останат и потрошувачите во околината на градската капела и тоа во периодот од 9 часот и 30 минути до 11 часот. Како што информираат од Евана, прекините се заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони. Кочанскиот третолигаш зафатен од бран оставки и разрешувања. По лошите резултати, експресна реакција на извршниот одбор, кој свика состанок заради решавање на бројните проблеми со кои се соочува клубот. На состанокот на извршниот одбор на фудбалскиот клуб Осогово, Јордан Минов поднесе оставка од функцијата председател. Како и целата јавност, и тој е согласен дека последните резултати се подреномето на клубот. Тоа е и образложението на неговата одлука, донесена под притисок на морална одговорност. Заведе председател е назначен Бранко Богатинов. Вината за неуспехот се префрли на тренерот. Клубската управа смета дека играчкиот фонд на Осогово е неквалитетен, односно дека тренерот не направил добар избор на фудбалери. Тоде Митев е разрешен, а на негово место повторно доаѓа Крсте Крстев, кој сезонава ќе биде тренер и на футсал тимот на Кочани во втората лига, додека со голманите како и досега ќе работи Лазар Балдазаров. Симеончо Митев и Зоранчо Филипов остануваат тренери на детските екипи. Посебно проблематична и клучна е финансиската состојба. Во клубската каса имало само нешто повеќе од 8.000 денари. На тренерите им доцнат 2 скромни плати, а не е исплатена ниту хранарината на играчите за минатиот месец. Ова беа вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Довидување.